Ѓурѓовденските коњски трки 2015 Василево. Аплауз ќе ве молам како подршка за сите оние кои што се инволвирани во оваа организација. До минатата година овие ѓурѓовденски коњски трки беа во организација на Добре Митев Карло, а од оваа година организацијата е превзема неговиот син Панче Добрев. Затоа ќе ве молам еден аплауз за Панче Добрев кој што се нафати да ја организира овие ѓурѓовденски коњски трки. Но пред тоа, пред да започнеме со официјалната манифестација, ќе ве замолам со едноминутно молчење да му дадеме почит на човекот, иницијатор на оваа манифестација по која што Општина Василево, Општинскиот центар Василево и сите вие сте горди и стана бренд не само во Струмишко, туку и пошироко. Ве молам со едноминутно молчење да му дадеме почит на Добре Митев Карла. Нека му е вечна славата. Овој аплауз нека биде и посилен за да може да не слушате Чичко Добре. Седум години неуморно тој се залагаше ова манифестација да стане бренд во Општина Василево и во Струмишко. Ова манифестација ќе ја продолжи неговиот син Панче. Панче, се нафати да бидеш и да го ја продолжиш она што го започне Чичко Добре. Тешко ли да се организира? Дали сега сваќаш во каква улога беше Чичко Добре? Да, сега сватив колку е тешка ова задача да се изврши. Така, дали може да очекуваме дека нема да се откажеш од она што како аманет ти го остави Чичко Добре? Ветувам дека нема да се откажам од ова аманет што ми го остави татко. Аплауз! Верувам дека од небото Чичко Добре е горд на сето она што го гледа овде денеска на Ѓурѓовден, новие 8 поред ѓурѓовденски коњски трки, се разбира на кои што има околу 15 најавачи и коњи не само од Општина Василево, туку и пошироко. Јас само ќе го замолам и официјално да ги отвори Панче, се разбира, овие ѓурѓовденски коњски трки и се разбира дека ќе им посакаш среќа на сите учесници. Што очекуваш овој пат, Панче, односно за прв пат? За прв пат очекувам да биде се најдобро и за нови години да го славиме овој празник и вака да се собираме сите на ова место овде и да споменуваме убаво. И на сите им го честитам празникот Ѓурѓовден за многу години да сме живи и здрави. А оние најуспешни и најдобри нека ги послужи среќа, така? Да, токму така, среќа. Верувам дека се отворени овие ѓурѓовденски коњски трки. Не му замерувајте, прв пат му е да биде во оваа улога. Аплауз за Панче Добрев кој што... Прости, Панче Пинтев, извинете, се уште ми е во сеќавање Чичко Добре, нека ми прости, значи во организација на Панче Митев ова година сте ѓурѓовденските коњски трки, но како и да е. Оваа година ќе уживаме во 15-тината јавачи кои што ќе ги видиме наскоро на онаа патека од околу 3 километри кои што ќе биде овде покрај игралиштето во Василево. Редарите се разбира ќе се погрижат за безбедноста, но ќе ги замолам сите посетители да ја ослободат патеката за да може континуирано да почне овие ѓурѓовденски коњски трки. Се разбирам кога ќе биде и културно-уметничкото друштво Тривери кој што ќе настапи со дело својата хореографија за да можеме да уживаме во овој празник голем христијански, а тоа е Ѓурѓовден. Дигнете рака што сте трмнале, ба пијаниците. И семејството Митеви кои што и ги организираат овие ѓурѓовденски коњски трки. Купно 15 јавачи се пријавени оваа година во првата група, само подсетување, Стојанчо Стојанов, потоа Чако, Глигоров Ване, Мартин, Костадинов Горан, Игор Ѓоргиев, Ѓорче Цветков со Коњо Стрешко, тоа се во првата група јавачи. Во втората група исто така имаме 5 јавачи, Сулјеман Дермишев, Чако, Митев Роберт, Иле Трајков, Коце Митев и Селјан Езиров, додека во третата група имаме 4 јавачи и тоа се Стојанчо Стојанов, односно простете,
Јованов Ице, Кјазим Дестанов, Роберт Ефтимов и Аликан Изиров. Најдобрите тројца од првата и втората група обезбедуваат пласман во полуфиналето, а од третата група најдобрите двајца. Пошто ќе се формират две полуфинални групи од по четворица јавачи, за да на крајте во финалето или во најдобрата трка или најбрзата, би рекол, или најголемото финале од овие георгиоденски коњски трки, се разбирам да ги видиме четворицата најдобри јавачи. Јас ќе ги замолам јавачите полека да се упатуваат кон стартот на патеката, сите 15 на јавачи кои што ќе ги видиме на овие 8 поред георгиоденски коњски трки. Се разбира и овој пат, односно семејството Митев или Панче Митев, обезбеден богат награден фонд за овие 8 поред георгиоденски трки. А се разбира, првата награда изнесува 200 евро или 12.000 денари, второто место или втората награда 8.000 денари, за третиот најдобар јавач 5.000 денари, потоа за четвртиот има јагне и за петото место има награда од електромеханика. Се разбира, освен аплауз за сите овие јавачи кои што ги гледаме, сите тие се упатуваат кон стартот. Јас ќе ги замолам посетителите да ја ослободат патеката заради безбедноста не само на јавачите и коњите, туку и за сите оние кои што дошле овде и да уживаат во овие георгиоденски коњски трки. Главен покровител на оваа манифестација и оваа година е Тритеров Бенз, бензинската пумпа која што е на самиот влез во Василево. Аплауз за Тритеров Бенз кој што и оваа година е генерален покровител на оваа манифестација. Тука и општина Василево, потоа ГС Текстил, Автоделови Џиор, Автосервис Коле, Цобиент Ламинат, Рин превоз низ Македонија и Швајцарија.